Бројката на заразени од COVID-19 во светот надмина 50 милиони, од кои само во Соединетите Американски држави се 10 милиони. Во околу 1/3 од американските држави се бележат рекорди во изминатите денови. Во Европа исто така досега се регистрирани над 12 милиони позитивни на коронавирус. We do see an explosion, and in that sense it takes only a couple of days to have in our European region an increase, for example, with 1 million cases. And we see little by little the mortality increasing as well. Клуге повтори дека носењето маски и држењето физичка дистанца и натаму се клучни превентивни мерки за запирање на ширењето на пандемијата. Повеќе земји во Европа и натаму ги заоструваат рестрикциите. Русија исто така јавува рекордни бројки на инфицирани, а болниците во некои региони веќе не можат да се справат со напливот на пациенти. Една фармацевтска компанија од Јужна Кореја соопшти дека експериментален третман со лек со антитела го намалил времето на лекувањето на пациентите со COVID-19 за 44%. Компанијата бара итно одобрение на лекот кој се уште е во фаза на тестирање. Ваквите лекови со антитела се покажуваат како ефикасни во лекувањето на пациентите, но се многу поскапи и покомплицирани за производство во однос на другите лекарства. Спортисти од 4 држави учествуваа во меѓународниот надпревар во Токио, на кој се гледа како на проба во врска со можностите на Јапонија за организирање безбедни меѓународни надпреварувања. Спортистите беа тестирани секој ден, а на околу 2000 луѓе им беше дозволено да бидат во публиката, со претходно мерење на температура и совети да не скандираат. Во Токио годинава требаше да се одржи летната олимпијада, но поради коронавирусот е одложена за наредната година. Фармацевтската компанија Pfizer соопшти дека првичните податоци од обемната студија покажуваат дека експерименталната вакцина е ефикасна над 90% против COVID-19. Оваа вакцина ја развиваа во партнерство со BioNTech. Во третата и последна фаза од тестирањето досега не биле забележани посериозни проблеми. Десетици илјади луѓе биле вклучени во тестирањата. Pfizer планира да бара итна авторизација во Соединетите Американски држави и очекува да произведе над 50 милиони дози до крајот на оваа година. Тоа би било доволно за вакцинирање на 25 милиони луѓе, бидејќи се потребни 2 дози за секој поединец.